Првиот човек на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување Никола Мемов вели дека не предложиле до владата да се зголеми прагот за пензионирање во државава. Тој во моментов изнесува навршени 64 години старост за мажи и 62 години за жени. Во интервјуто за Радио Слободна Европа Мемов ја бранеше одлуката за линеарно зголемување на пензиите со аргументи дека со тоа се штити стандардот на пензионерите. Треба да се истакне и граѓаните треба да знаат дека ова усогласување се прави заради намалување на животните трошоци, односно усогласување на животните трошоци и животниот стандард со покачувањето на ценовните шокови практично во општеството и заради зголемување на платите во општиот сектор. Зголемувањето на пензиите значи зголемување на животниот стандард на пензионери. Но ако се погледнат бројките на Државниот завод за статистика за сиромаштија во Македонија, пензионерите не се во групата најсиромашни граѓани. Прва група се невработените, па неактивното население, па доаѓаат пензионерите и на крај, како најмалку сиромашни се вработените. Но ако податоците се вкрстат со табелата за сиромаштија пред и после социјалните трансфери, се гледа дека 40% од македонските семејства би биле под границата на нормално живење, ако нема социјални трансфери и пензии. Сликата драстично се поправа после исплата на пензиите, кога сиромаштијата се намалува за 15% поени и изнесува 25% од населението. Останатите социјални трансфери, меѓу кои се детските додатоци, надоместоци за социјална заштита и парична помош за ранливите категории, ја намалуваат сиромаштијата само за 2,8% поени. Во 2023 година, според статистика, 22,2% од граѓаните и семејствата во Македонија биле под границата на сиромаштија. Овие податоци покажуваат дека пензиите пред се социјална категорија, односно им овозможуваат на семејствата каде што има еден или двајца пензионери да не бидат сиромашни. Првиот човек на Пио Мемов на новинарското прашање зошто се одеше со линеарно зголемување на пензиите, а не се одбра да има поголемо зголемување на ниските пензии, односно за најсиромашните кои се 11,2% од сите пензионери, а останатите 88,8% не се во групата сиромашни, одговори дека ги следеле барањата на Сдруженијата на пензионери. Видете, значи барањето на сите релевантни здруженија на пензионери, вклучувајќи го и најголемото здружение, тоа е Сојузот на здруженија на пензионери во Република Македонија, се беше во насока на линеарно зголемување на пензиите. И владата тоа го испочитува. На крајот на криштата ние како фонд за пензиско инвалидско осигурување не ги носиме политиките во оваа сфера, ние сме инструмент за имплементација на политиките што ги усвојува владата преку собранието. Владата е таа која што ги носи овие законски решенија. Инаку според предлог буџетот за 2026 година за исплата на пензии од првиот столб од ПИОМ ќе бидат потребни нешто над 1 милијарда и 900 милиони евра. Од придонеси се планира да се соберат нешто над 1 милијарда и 380 милиони евра, односно парите кои што недостигаат во висина од 520 милиони евра ќе се обезбедат од буџетот, од другите даноци и давачки кои се собираат.